Наводно, актерката излегувајќи од паркинг со предниот дел од возилото ја удрила жената во пределот на колената, пошто настанала вербална и физичка пресметка. Што знаеме за физичкиот напад врз актерката Слобода Микјаловиќ, која ја глумеше слугинката Васка од Зона Замфирова? Српската актерка Слобода Микјаловиќ, која се прослави со улогата на слугинката Васка во филмот Зона Замфирова, е топ тема во српските медиуми, откако вчера била нападната на паркинг во Земун. Како што пренесуваат српските медиуми, актерката сама повикала полиција околу 19 часот. Патрулата восстановила дека инцидентот се случил на паркинг, додека актерката со своето возило излегувала од просторот. Наводно, Слобода ненамерно со предниот дел од возилото ја удрила случајната минувачка во пределот на колената, што прво довело до вербална, а потоа и до физичка пресметка. Жената со иницијали СД наводно ја прашала актерката зошто ја удрила со автомобилот, а Слобода негирала. Потоа настанал конфликт, а жената потоа почнала да ја влече актерката за коса и ја излекла од возилото, пренесуваат српските медиуми. Познатата актерка се жалела на болки во пределот на главата, пошто била пренесена во ургентниот центар. Хотелот каде што загина Лиам Пейн на 16 октомври објави нова снимка од надзорните камери, пишува TMZ. Според снимката, 31 годишниот пијач се обидувал да побегне од хотелот преку балконот. На видеото се гледа како тројца мажи го носат Лиам низ лобито на хотелот до неговата соба. Пијачот наводно бил под дејство на алкохол. Лиам наводно им се спротиставил на мажите кои го фатиле за раце и нозе и го однеле во собата. Ја отклучиле со главниот клуч, а еден од вработените набрзо се јавил на 911. Не знам дали може да му е загрозен животот. Тој е во соба со балкон и малку ни е страв, вели вработен во хотелот во повикот. Според полицискиот извештај, по патот покрај телото на Лиам е пронајдена црна капа со логото на Нью Йорк Јенки и кафена чанта од Луи Витон. Со оглед на тоа што на претходните снимки не се гледа ниту чантата, ниту капачето, постои сомневање дека пијачот ги земал откако персоналот на хотелот го оставил во собата. На балконот под оној Пейн е пронајдена и кафена чанта со порака за Лиам, а во неа имало разни таблети и шише алкохол. Се шпекулира дека Лиам ја фрлил кафената чанта на балконот на вториот кат, додека се обидувал да избега, но при наводното бегство изгубил свест, што предизвикало фатален пат. Во четврток на 28 ноември Македонската филхармонија ќе го прослави својот 80 годишен јубилеј со спектакуларен концерт под наслов 80 години љубов. На програмата се наоѓа светската премиера на композицијата Куклици од македонската композиторка Ана Пандевска, како и концерт за пијано и оркестар во Амол од Едвард Григ и монументалната симфонија број 1 Титан од Густав Малер. Како солист на овој значаен настан ќе настапи нашиот познат пијанист Симон Трпчевски, кој со својата блескава интернационална кариера добива позитивни критики за својата виртуозност и харизматично присуство на сцената. Концертот ќе го води шеф диригентот на Македонската филхармонија маестро Јерухам Шаровски, кој е познат по својата работа со над 50 оркестри низ светот. Танцовото кабаре шоу Нина ќе гостува во Скопје по повод Денот на влюбените на 15 февруари во Националната опера и балет, објави продукцијата Прагма. Танцовиот перформанс Нина е на продукција од Бугарија, а игра меѓународна екипа. Во шоуто се зборува за девојка која треба да се определи дали да продолжи да ги следи општествените правила или нејзините убедувања. Создадовме двокатна сцена со внатрешни лабиринти обложени со големи LED екрани кои емитуваат специјално изработена содржина, велат од шоуто. Изминатото лето кабарето имаше турнеја низ Франција, во Париз, Ница, Лион, Тулус, Бордо и други градови.